Одите на одмор во Грција, на прошетка во Франција или службено во Германија. Пристигнувате на аеродром или на граница, го покажувате пасошот, но наместо традиционалниот печат застанувате пред камера и ги ставате прстите на скенер. Нема веќе печат или паушална проценка колку долго сте престојувале. Се ќе се регистрира дигитално. Од 12 октомври почнува имплементацијата на системот за влез и излез на Европската Унија. Тој ќе се имплементира постепено до 9 април 2026 година, пошто ќе биде целосно функционален. This is a measure that we are taking in order to enhance security and fraud in all entry points of the European Union. It will be progressive, but it is also a measure that it will facilitate the border crossing of third country nationals. This means in practice that progressively, when citizens of third countries they enter into the EU, they will have to register once their biometric data, which means fingerprints, and take a photo. And then, after this is done, from a second entry onwards, this will be much smoother. На првото влегување во Европската Унија по активирање на системот за влез и излез, надлежните ќе го скенираат вашиот пасош. Ќе ве фотографираат и ќе ви скенираат 4 отпечатоци од прстите, пошто вашите податоци ќе бидат зачувани во дигиталната база. Овие нови правила ќе ги засегаат сите државјани на земји надвор од Европската Унија, кои влегуваат во Шенген зоната за краток престој. Деца до 12 години нема да има потреба да се фотографираат. Целта на овој систем е да се модернизираат граничните проверки, да се зголеми безбедноста и да се спречат илегална миграција и лажен идентитет. Ако одбиете да ве фотографираат и да ви ги земат податоците, тогаш нема да ви биде дозволен влез на територијата на државите што го користат овој систем. Од крајот на 2026 година стапува на сила уште едно правило за патување. Еднократно ќе се плаќа 20 евра за новата онлайн дозвола за патување во Европската Унија, наречена ETIAS. Оваа дозвола ќе трае 3 години. Аплицирањето ќе се врши онлайн преку официјалната веб страница. При апликацијата ќе се бараат лични и пасошки податоци, информации за професијата, прва земја на влез, како и безбедносни детали поврзани со кривични пресуди или патувања во ризични зони. Повеќето барања ќе бидат одобрени за неколку минути, но некои може да потраат и до 30 дена. Апликацијата може да биде одбиена доколку пасошот е неважечки или лицето представува безбедносен ризик, но секој одбиен апликант ќе добие објаснување и право на жалба.